Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. И денеска разговараме на теми поврзани со земјоделството, но на теми кои што се актуелни со оглед на сезоната, бидејќи веќе започнаа земјоделските работи на отворено, и тоа што се однесува до расадопроизводство, било тоа да е за тутун или пак за градинарски култури. Трета сезона поред со нас е тука Ели Ристеска од земјоделската аптека Фиталија, која што се наоѓа блиску тука до нас, до катната гаража во центарот на Прилеп, стара автобуска станица. Ќе поразговараме во однос на актуелните прашања поврзани со тоа дали оваа сезона, како и минатата, започнаа прерано земјоделските работи на отворено за подготовки за расадопроизводство, кога треба да се започне, како треба да се заштитат растенијата, односно семињата кои што еве веќе почнавме да ги сееме во земјата за тутун и градинарски култури. Воедно ќе кажеме дали е веќе време да се размислува за засејување и на останати индустријски култури тука во Пелагонија, во Прилепско, но и колку земјоделските аптеки се подготвени да им помогнат на земјоделците да произведуваат здрава храна, бидејќи очигледно Македонија има голем недостиг од храна во моментов. Добре ни дојде и ти посакувам се најдобро на почетокот од оваа земјоделска сезона. Благодарам на убавите зборови и на довербата која е трета сезона и стварно успех голем кај земјоделците. Ја подкренавме свеста. За мене успехот е кога има успешно производство и задоволни земјоделци. Сигурно. А најважна е довербата, бидејќи советите се најважни во случајов, како што рековме, кога да се започне, со што да се третира и како да не му се наштети на луѓето, бидејќи очигледно произведуваме храна, но таа храна е со каков квалитет. Јас најпрво би започнала со расадопроизводството за тутун. Веднаш штом завршува откупот и првите сончеви зраци се најава дека време е да се започне со подготовка на земјоделските површини. Во Прилепско може би поретко, но во останатите региони на Македонија расадите се веќе подготвени за тутун. Кое е твоето размислување во однос на тоа, бидејќи има најави дека следува топло време, топол период, но дали навистина е овој период оптимален да се започне со расадопроизводство на тутун? Годинава не следат малку поголеми турбуленции. Имавме, како што најавив минатата година, долга зима, кратко лето и годинава не очекува суша, за жал. Сега во моментов температурите се крена преку ноќ, кои што можат да предизвикаат стрес кај самата култура, кај човекот, кај сите живи организми. Најдобро, мислам, сега во моментов е негде 10 степени од повеќе од очекуваната температура што би требало да биде за месец, за месец март. Така да, како и секоја година, треба да се стремиме кон климатските услови, така да оди и самата обработка, самата сеидба и расадување на една култура за да можеме да имаме висок принос и квалитет. Како може да се анулираат тие проблеми кои настануваат со температурните шокови, со оглед на тоа што надворешната температура на воздухот изнесува можеби 20 степени, но температурата на земјата некаде, верувам дека се уште има мразеви, бидејќи и утринава беше минусна температура. Може ли некако да се заштитат посевите од тутун за да не се растението да не го забележи овој температурен шок? Да, имаме драстично разлика во температурите, односно температурни разлики и со тоа да предизвикува температурен шок кај самата култура, но со правилна, навремена и професионална обработка на културата, мислам дека ќе постигнеме висок квалитет и добар принос.
Тоа се постигнува со добра програма. Не можеме да се стремиме кон класичното производство во изминатите години. Значи, самите земјоделци гледаат дека од година на година стварно се видоизменети климатските услови, така да мора да се стремиме според временските услови, иначе ништо не правиме. Затоа годинава во програмата исто е вклучен амалгеролот, кој е единствен препарат што спречува од стресни ситуации, високи и ниски температури, замислете во еден ден имаме минус и плюс. И то минус под нулата, значи минус 1 не е нула, минус 1, минус 2 и во текот на денот се креваат до 20 степен, ќе достигнат и до 23 степен. Следниот период, не чека стабилизација на климатските, на временските услови, со 10 степени до 12 повисоки температури од очекуваните, од нормално што би требало да биде. За жал и оваа година не се очекуваат врнежи, но се очекуваат осцилации. Значи, цело времето ќе биде турбулентно, колку за да може да не спречи во одгледувањето на една култура, но ние затоа че имаме сериозен пристап и со добра програма и квалитетни препарати, не може сигурно со еден препарат да се постигне нештото и на една површина, на сите површини да се стави, да се третира исто и да одиме само со една шема и чао, пријатно. Не оди тоа така, ради тоа што некаде имаме кисели почви, некаде имаме нормална почва, некаде базнини се и прво не знаеме ни од што има во почвата и дали е заболено некоја габична инфекција. Затоа јас се стремам да одам на сигурно. Прво разговарам со самиот земјоделец, доколку треба би го посетила да видам за каква почва станува збор. 90% мене ми се испитани терените и почвите и знам што треба и што не треба да се стави во самата програма, знам што фали од самиот развој и самата вегетација на една култура. Што е сега во моментов актуелно во смисла на третман на земјоделските површини за да се подготват за расадопроизводство за тутун, еве и за пиперка, бидејќи во теке, рековме, подготовката на почвата, дали има одредени препарати за заштита за да не дојде до габично заболување, вирусни заболувања и така натаму, но и да напоменеме колку е важно да се променуваат земјоделските површини, оној плодоред што сме го кажале и за расадопроизводство. Плодоредот е од многу битно значење, но кај нас заштита, него поретко се практикува. Практикуваат. Сега ако садат тутун, пажитни култури, се практикува, но има земјоделци кои не можат да го практикуваат ради тоа што не садат жито. Само со житни култури може да се изврши плодоред, не може да се изврши сега, значи ќе садиме сончоглед, пиперка, тутун, значи тие сите градинарски култури, да напоменам дека спаѓаат во иста фамилија Солонаце, значи и ние не можеме од иста фамилија да вршиме плодоред. Значи мора да се промени. Индустријски култури, па градинарски култури, тоа ти се вика на класичен плодоред, но доколку не се испочитува, тоа,
може, значи има начин да се справиме со нештата, треба да се пристапот да не биде строго професионален и да се слушаат и да се применуваат советите од страна на стручни лица. Најпрво за расадот најбитно е, значи време е да се почне, минатата недела имаше доста драстични турбуленции, што стварно значи му предизвикуваат шок на самата култура и сега тие земјоделци што имаат посадено, ќе се соочат значи со шокови, окей, ќе никни дали пипер, тутун, но многу брзо ќе биде, нема да биде отпорен од габични инфекции, од болести, вируси и такви мити чуда, но која е препораката да се заштитат? Препораката е навремено да се направи доколку првите знаци значи се јават, треба одма да се реагира. И за црнилката има лек со добра програма, значи се сведува во хронична фаза, значи нас ни е должност да ја сведиме во хронична фаза, ради тоа што таа обстојува 5 до 6 години во почвата, но доколку се сведи, значи нема да земи замав, туку ќе си вегетира самата култура и нема да и пречи на културата, тогаш ни го достигнале посакуваниот ефект, што нас ни е битно да одгледаме здрава култура и да имаме добар и квалитетен принос. Сега за расадите најбитно ми е да спомнам дека треба да се направи програма за оваа година, исклучиво за оваа година, од старт да се почне, пошто ни следат, како што напоменав, и оваа година суша. Значи нема најава за врнежи дождови и 10 степени уште сега почна со повисоки температури од нормалното, а тие температури значи ќе достигнуваат и многу повисоки. Јули месец мислам дека ќе биде исто како изминатата година. Да. Само оваа година полошо, ради тоа што минатата година овој период беше нормален период, а сега стартуваме со вистина повисоки температури, кои што ќе пречат на самата култура, мислам ќе биде осетлива културата. Ама со добра програма да напоменам дека треба да се заштити од високи и ниски температури. Значи, дали има препарати што можат да делуваат? Има препарати, ама и треба значи да мислам во самата програма се воведува препарати кои што ја пиваат и задржуваат водата во почвата и самата култура да може да вегетира и без вода. Тоа ни е целта, пошто така ни налагаат условите. Единствена таква програма изготвувам јас, мислам и кај мене има новитети, кои што се стремам со временските услови и не гледам јас кои препарати се користеле минатата година, изминатата година или некаде дале добар епилог, но тоа е или. Јас гледам спрема почвата, климатските услови и што има наседено, видот на културата. Така. Во однос на третманот на површините за засадување, веќе рековме сме на почеток на расадопроизводство, но се третираат исто така и земјоделските површини кои што веќе се заоруваат за да може до засадување на културата да бидат подготвени. Има ли препарати кои што можете вие да ги препорачате за заштита од плевели пред се, заради тоа што навистина и тоа треба да се води сметка, но од друга страна го напоменавте борба со црнилката, бидејќи рековме немаат можност земјоделците да прават плодоред на иста површина се засадува тутун секоја година или градинарски култури. Што може да се препорача со препарати кои што не прават толку штета за да може земјата да биде подготвена веќе за расадување? Вака сега, оваа година гамит веќе нема.
Тој беше ефикасен препарат, но колку ефикасен, толку штетен, пошто јас се стремам на органско производство. Сега има некој нов препарат, ама јас не го седов. Ради тоа што не сум во препаратот, не знам значи каква е концентрацијата внатре во препаратот, ради тоа што долги години, првите години се стремевме со гамитот дур да дојде точната доза за правилна употреба. Ни требаше време. Имаше доста изгорени расади и тоа беше факт и самите земјоделци, значи свесни се за такви настани. Сега овој новиот препарат го вклучија на сред сезона. Без опит, без испитана активна материја, концентрација на активна материја, нудете го. Јас сум во директен допир со земјоделците. Ако стварно значи се деси нешто, треба јас да одговарам. Така да јас никогаш не нудам нешто на пазарот што не ми е испитано, дур не направам опити, јас не можам да кажам значи квалитетот на препаратот. Сега останате поранешниот девринол, козамид, едно шишенце во 10 литри вода на 100 квадрати. Тој е послаб од гамита, но со добра обработка е ефикасен. Подобро некое плевелче да се истретира рачно, отколку да нема расад. Од друга страна, земјоделците, мислам, тие што си се професионални, си одат со спалување на површината. Значи со така ги уништуваат левелите. Тоа едноставно си е мислам дека природен процес и најдобар процес за да се примени во сегашнава ситуација, ама и многу подобро за и посигурно и за околината и за самата култура. Кога сме веќе кај расодопроизводството, градинарството, односно производството на пиперка во Пелагонискиот регион зема замав со оглед на тоа што навистина и преработката на градинарските култури од регионов зема замав, се зголемуваат количините за откуп и побарувачката за откуп. Предпоставувам дека во однос на сортите за кои што би сакала да поразговараме има голема разлика, се бараат одредени сорти. Дали тоа зависи од откупувачите кои што се договараат со производителите на пиперка или пак зависи од самите производители што тие ќе оценат дека е најдобро да произведуваат. Што е најважно да се знае доколку се произведува пиперка на голема, кои сорти на пиперка би биле најдобри со оглед на климатскиве промени со кои што се соочуваме, но и побарувачката на откупувачите во смисла на сорти на пиперка кои што се добри за преработка и кои што имаат висок, предпоставувам, концентрат на сува материја за да може секако од количеството кое што се предало да излезе поголема количина на преработен материјал. Тоа е еден ланец, зависи од двете страни. Значи и од откупувачите и од земјоделците што ќе насадат. Значи најбитно пазарот диктира од извозот. Значи што се бара на пазарот. Ако не се бара пиперката на пазарот, а да е добра, не може значи земјоделецот толку да вложи, а да не може да нема пласман кај да ја дај. Значи не може да склучи договор за да се тоа што го обработил да има чар од нештото. Сега моментално најдобро е црвеното злато, пошто таа е единствена пиперка која што е отпорна на бактериски инфекции и не се суши на корен, но е отпорна на климатските фактори, значи од турбуленциите кои не следат од високи ниски температури, исто од суша, значи најдобар дава принос и квалитет. А исто така и просталот, кој ќе го има само во земјоделска аптека в Италија, пошто јас минатата година го
проучував, опитчи направив, мислам опити, ради тоа што и стварно се покажа многу добар. Тој е од Турција, турски, и мислам дека е врвна пиперка, мислам стварно е квалитет. Квалитетно во смисла на она што говориме дека е добра за индустријска преработка? Да, од секаква смисла. И за да се најде, значи, од страна на откупувачите откуп и отпорна од вирусни, бактериски инфекции, дава добра тонажа, принос, квалитет. Мислам, се што се бара е се во таа сорта. Така, значи тие две сорти би биле оние Да, кои што црвеното злато и просталот мислам дека се најдобри моментално на пазарот. Мислам најдобри. Океј, слоновото уво, куртовска капија, тие се добри, но имаат и негативни страни ради тоа што многу се неотпорни, скапуваат на корен, се сушат, значи, на корен. Многу треба вложување, нежни се, и кога ќе се обери пиперката, треба одма да се даде. Не може да чека до една недела во приколица да се најди пласман, значи мора прво да се најди откупувач, па после, значи, да се бери ради тоа што стварно е ризик, ама и во самото одгледување не е толку отпорна како другиве сорти, а 2016 црвеното злато беше прво на ранг листата од страна на Србија на светско ниво. Да, од каде доаѓа црвеното злато? Српско, да, Србија. Да, ние сме принудени како држава да увезуваме семенски материјал, бидејќи немаме ние наш институт семенарница од каде што би можеле да набавиме, и тоа би рекла е штета, бидејќи имаме традиционални сорти кои што ги имаме само во семејните аптеки, би рекла, дома ги чуваме како сорти за да можеме сами традиционално секоја година од она што ќе го изведеме како плод, па да имаме семенски материјал, па да засадиме за наредната година. Навистина е голема штета, но мораме да се прилагодуваме на тоа што е. Во однос на органското производство, ти си поборник, една од ретките, би рекла, од земјоделските аптеки, не само во Прилеп, туку и во Македонија, за поборник на органско производство и заштита на храната која што се произведува со препарати кои што ќе донесат ист, а можеби и поголем принос од оние што биле третирани конвенционално со хемиски препарати, што значат исклучиво хемија и на некој начин прават штета, можеби некаде има поголем принос, но прават штета на организмот. Колку овие препораки што ти ги правиш, ги нудиш да се произведува органски, да се произведува со успех за заштита на здравјето на човекот, допреа до земјоделците овие изминати години, и дали тоа се почитува од страна на земјоделците? Јас сум премногу благодарна и задоволна на досегашниот успех, ради тоа што досега никој се нема поплачена. Се консултираат со мене, има па 90% од цела Македонија, од земјоделците, мислам дека ми имаат посетено, и досега никој нема речено тоа што го кажуваш не е така. Тоа сето што се применило од моја страна, стварно излезе со успех, мислам секаде, и јас сум многу задоволна и тоа е за мене голем успех. Земјоделците, да, ме слушаат. Тоа ми е голем плюс, да, и го третираат нештото онака како што јас му викам и како што ќе кажам. Доколку некој малку скршни од патот на професионалното производство, мислам од препораките мои, и стварно ќе се јави или ќе ме посети, ќе каже јас грешив ова и ова, испрскав надвор од тоа што ми го советуваше. Добро, ќе го коригираме тоа, но и си признаваат. Често пати овие изминати неколку години препаратите кои што ги користиме, а тука се пред нас неголемиот дел
доаѓаат од Турција, доаѓаат од Холандија, Шпанија. Да. Колку овие препарати кои што ги увезувате преку вашите добавувачи, навистина им помагаат на земјоделците во смисла да се поткрени свеста дека навистина треба да се користат препарати кои што се испитани и кои што не содржат отрови и хемија, што пак понатаму нив ќе им создадат проблем со оглед на тоа што бевме сведоци минатата година при извоз од Македонија во Хрватска, чинам дека беше и во Словенија, дел од извозот на пиперка и други земјоделски култури беше вратен назад бидејќи има повеќе од колку што е дозволено употреба на хемија. Колку земјоделците сватија дека тоа повеќе штети од колку што користи и на каков начин можат тие да пренаменат користењето на хемиските средства во препарати кои што се со органско потекло и кои што можат да им помогнат. Вака сега кај земјоделците тоа е индивидуално. Значи, со тие што соработувам, знам дека свеста е подкрената и дека имаат сватено. До сега, мислам, таму каде што допрела мојата рака, стварно е со висок квалитет и со висок успех. Можам да кажам, да се пофалам за минатата година, стварно излезе со многу голем успех. Сушна година беше. Од јули месец тие што ја спроведија мојата програма од старт, стварно си има тутун за берење, пиперот му се вегетираше како што треба, и то на суша каде што немаше вода. Сакам да кажам за тутун насаден каде што немаше ни капка вода, имаше добра вегетација и земјоделците стварно набрајат онолку колку што очекуваат, дури и фазла. Во август секако знаеме дека тутуните му се опоравија на 90% кај земјоделците, но не набраја она очекуваното ради тоа што од август средината до таму за еден месец два ти не можеш да го толку да вегетира и да набериш толку голема количина тонажа. Тие што си работеа од старт со програмата што ја применија, стварно имаја добра тонажа и квалитет на тутунот, исто и кај пиперката што ја применија програмата, стварно имаше добар принос и квалитет, немаше она закржлавување на пиперот, некоја си обично му скапува, имаше црни дамки, раџа на пиперот, така некои болести се јавуваа, вируси. Иначе со програмата испадна се окей и тие што ја спроведија, мислам што ја применија програмата, беа премногу задоволни. Немаше, значи, никој да се пожали, сите добија, а не да изгубиат. Стварно, јас сум многу, тој голем успех за мене. Пошто овие препарати, оваа програма се исклучиво јас ги изработувам. Составот во препаратот е исклучиво по моја препорака. Опитите јас ги правам додека се пушти препаратот во употреба. Тоа е долг процес и на крајот стварно сум задоволна, сум постигнала, значи, голем успех. Мене ми е многу големо задоволството кога гледам задоволство од другата страна. На крајот од разговорот да резимираме, значи, она што земјоделска аптека в Италија и ти како агроном инженер можеш да им препорачаш на земјоделците е дека од почетокот на сезоната, а тоа е сега, практично март месец веќе започнува на големо земјоделската работа, од почеток да се фати програмата за индивидуално производство, дали тоа е тутун, пиперка или житни култури, за да може да има резултат и со секој земјоделец практично, зависно од тоа каде се наоѓа земјоделската површина, во кој дел од Пелагонија се наоѓа или од Македонија, дури и би била и на терен, за да може да се види за каква почва се работи и со што може да почне да се третира таа почва, за да има и добри резултати. Точно така. Значи ли тоа дека можат да дојдат и во земјоделската аптека, да се консултираат со тебе и, што е и најважно, дека во секој момент како земјоделска аптека в Италија ги имате тие препарати, за да можат земјоделците да ги набават
и да ги имаат кога ќе им затреба за да може да ги користат? Да, ги имаме препаратите сега вака. Значи препаратите делумно ги има и во другите аптеки. Мислам, јас имам мој брендој 3-4 препарати што се исклучиво од мене, но јас кога ќе ја правам програмата, значи секогаш гледам што фали, што треба и како треба да се употреби. Тоа е многу битно. Битна е програмата. Значи целото нешто го прави програмата, дозацијата и нормално хемијата. Хемијата од страна на органско производство. Имаме органска и неорганска хемија, да не ги збунам земјоделците. Оти сето е хемија. Значи и она што е од органско производство е хемија, и она што е од хемиски состав е хемија. Јас сето мене ми е врз база на органска хемија, ради тоа што се што ставаме во почвата, ние го се пренесува кај нас. И сите болести идат од тука. Значи, тоа е еден ланец, еден синџир, кој што треба да го одржиме на високо ниво. И стварно треба сериозен пристап, за да имаме, мислам, тој што се бави со земјоделие и што е вистински земјоделец, стварно треба да има сериозен пристап и соработка со стручно лице. Да, во секој случај бидејќи советите се најважни. И нормално, еве сега пошто напомена Тобако Серо, познате од минатата година, стварно до кај што допре тој препарат, мислам дека имаше многу добар ефект. Негде самостојно, негде со комбинација на други препарати, зависи, значи, што и фали на самата почва и зависи во која фаза е самата култура и дали е заболена, дали е само закржлавена, стагнирана во растот. Значи, тука има X фактори спрема тоа. Ние сме доктори, треба да лечиме. Сега зависи каква потреба има културата, тоа и даваме, препорачуваме. Да напоменеме и за овој препарат, бидејќи го имавме исто и минатата година. Амалгеролот е единствен, тој е од аустријски препарат, кој што е единствен за високи и ниски температури, за температурните разлики, односно стрес. Избегнува, значи, културата со помош на тој препарат стрес. Сега најмногу ни е потребен. Исто така имаме калиум, кој што е високо процентен органски, кој што ќе треба да се спроведи годинава, но во исклучителни случаеви. Пред тоа треба, значи, друга програма. Зависно, значи, сегде програмата е различна и зависи, значи, што недостасува и што треба и како треба. Самиот земјоделец ќе ме посети и ќе видиме што треба да се спроведи, од условите, од културата и така натаму. Јас во секој случај ви благодарам за советите. Рековме сме на почеток, се уште пред нас е цела година во која што ќе соработуваме и зависно од етапата на развојот на растенијата кои што се доминантни во Прилепско тука, како што е тутун и градинарски производи, би разговарале на теми зависно од тоа во каква етапа на развојот се тие култури. Препаратите се тука, вие уште еднаш да напоменам, со вашите совети сте блиски до земјоделците. Уште еднаш да кажеме дека земјоделска аптека в Италија е докатната гаража, стара автобуска станица. Ели Ристеска, дипломиран агроном инженер, е тука за вашите совети, се што треба во однос на квалитетно земјоделско производство. Ние зборувавме за тутун и градинарско, но тука се и житните култури, тука се и овошките, значи се она што е потребно во однос на совети за квалитетен раст и развој на растенијата и добивање на квалитетни производи. Слободно можете да се обратите до нив и да добиете совет
и доверба, бидејќи станува збор за аптека со големо искуство, а секако и човек кој што е стручњак за работа со земјоделското производство. Ви благодарам на убавите зборови. Благодарам. Секогаш ви стојам на располагање.